Во Музејот на македонската борба за самостојност се одржа промоција на книгата Името, болка и екстаза од академикот Љупчо Коцарев и писателот Евтим Клетников во издание на Матица Македонска. Книгата се состои од колумни и есеи во кои се разгледуваат прашања кои го засегаат македонскиот национален идентитет, како што се Преспанскиот договор и така наречениот договор за пријателство со Бугарија. Коцаров и Клетников во предговорот на книгата пишуваат: но Македонија и македонците и понатаму постојат како ремек дело на траење, на постоење дури и зад бескрајот на вечноста. Толку многу е неуништливо тоа господово семе, таа генетика на македонското битие. Значи, станува збор за еден заеднички зборник на есеи, во кој е присутен, како што го кажува тоа и насловот, болката за името, што ни е варварски украдено, оплячкано, и за радоста од него, што постоиме во него со милениуми. Она што е главно на настанот сега е уште резолуцијата за осуда и спречување на македонскиот геноцид. Станува збор, знаете, денес е подпишувањето на Преспанскиот договор. Тоа е најтрагичниот настан во македонската историја воопшто, од како постои, од нејзината генезија за која зборува Библијата па до денешни дни. Ние знаеме дека се случи едно страшно злосторство врз македонскиот народ, што се вика геноцид, идентитетски геноцид. Не физички, сме ништени со физички геноцид, но сега ти избра идентитетскиот геноцид. А идентитетски геноцид, знаете, како што велат и антрополозите, е најстрашната смрт од сите видови на смрт. И нам тоа ни го смисли оваа сурова цивилизација во тој план кој што е замислуван од Букурешкиот договор до денес, учествува од западната цивилизација Брисел, ЕУ, Вашингтон и нивниот предатор Балкански, Атина. И таа резолуција која ја спремивме, ние подготвивме, подпишано од 20 интелектуалци, треба да отиде на преглед на усвојување во собранието, ако ја усвојат, и после да оди до Обединетите нации, да се одбележи ден на Обединетите нации за осуда и спречување на геноцидот врз македонците. Осуда да се осуди, бидејќи е направен на многу подмолен начин, и спречување затоа што македонскиот геноцид се уште трае. Тоа е, да речеме, француската рамка. Со Преспанскиот договор отиде нашата меморија од антиката, а со француската рамка треба да се собере во една вреча нашата меморија најдрагоцена од Кирил и Методи до денес, како што го бара тоа крвожедно Софија, така да ние да останеме со бела психа, без ништо на неа напишано, и да бидеме идентитетски мртовци во Европа. Промотори на книгата Името, болка и екстаза беа професор доктор Трајче Стојанов и новинарот и поет Христо Ивановски. Она што особено го потенцираше Стојанов е дека Преспанскиот договор и договорот со Бугарија не може да се разгледуваат одвоено. Од тука или двата договори ќе се почитуваат, или двата договори ќе се негираат и раскинат. Па, оваа книга навистина е мегник во македонската историја, иако, како што реков, тоа се навидум само собрани колумни од дневниот печат на академик Коцарев и на поетот Клетников, сепак во нив провејува една нишка за тоа дека прво, дека да се признае, да се погледне во очи на вистината дека врз Македонија е извршен идентитетски геноцид, и таа книга во таа смисла е мегник, и второ да покаже дека нема место за очај. Македонецот бил во полоши ситуации и излегувал секогаш како победник, така што ова е само почеток, и во таа смисла книгата е мегник со кој што се омеѓува една нова епоха во македонската историја. Што мислите, кој момент од оваа книга ќе ги разбуди оние чувства кај вистинските македонци? Па во таа смисла поетот Клетников е мајстор, така што неговата реч навистина
е мотивирачка, но и аналитичкиот ум и аналитичкиот пристап на академик Коцарев, тој доаѓа од природните науки, се разбира. Неговиот аналитички пристап исто така е навистина интересен затоа што низ разни аналогии преку примери од науката, од психоанализата, од културата, од антропологијата, тој многу маестрално го детектира проблемот, така што нема есеј кој што не може да ги мотивира читателите. И што мислите како ќе допре оваа книга до свеста кај народот, бидејќи се започнува од токму овој поим свеста, па понатаму се преземаат другите чекори во рамки на општество? Па јас се надевам искрено, малку ме секира тоа, ме загрижува, така да кажам, тоа што младите се помалку читаат и ваков медиум како книгата се потешко допира до нив. Но се надам дека барем оние кои што ќе прочитаат ќе најдат во неа инспирација во тоа дека треба да се биде горд за тоа што сте македонец. Да беше лесно да се биде македонец, сите ќе беа македонци. Чувството е прекрасно затоа што промовирам книга на двајца необични автори од многу аспекти. Но најважниот станува збор за вистински македонисти кои промовираат здрави, живи и многу оптимистички македонистички идеи. Не навредуваат никого, туку го промовираат своето и практично ја бранат Македонија од сите инвазивни суштества, појави и така натаму. Навистина прекрасно чувство. Кои се вашите искрени гледишта за самата есенција на оваа книга? Па мислам дека книгава е можеби не преголема по обем, таа околу 240 странички, но е многу важна да се чува во домашните библиотеки и од време на време да се подсетуваат на овие есеи на двајцата автори. И има што да се научи од многу аспекти. Направена е една деривација на македонизмот, земени се многу работи од западната цивилизација, земени се од оксиденталната цивилизација, но и најважно можеби има еден внатрешен силен македонски печат и тоа ја прави оваа книга моќна. Имаме политички есеи, а не политички памфлети кои имаат филозофија, поезија, историја и библиофилија. Да прецизираме кој момент од оваа книга мислите дека ќе разбуди вистински емоции кај читателите? Мислам дека прво самиот наслов, името Болка и екстаза е привлечен и ќе ги предизвикува читателите на еден предизвик е. Едноставно зошто е и болка и екстаза, оти можеби едно со друго не оди. Потоа внатре имаме неколку есеи на двајцата автори кои се би рекол бестселер во она што се нарекува есеистика. Ние и немаме многу објавени трудови, барем не во последно време, од есеистика. Значи, ова е предизвик не само за библиофилите, кои на оние луѓе што ја сакаат критиката, есеистиката, има многу предизвици, имам што да се најде. За време на промоцијата на книгата беше промовирана и нацрт резолуцијата Меѓународен ден за осуда и спречување на геноцидот врз македонците.
Пред присутните настапи хорот на пензионери Елегија при општина Центар, како и младиот оперски пејач Давид Миладинов, кој ја изведе родолюбната македонска песна "И ние сме деца на Македонија".